Добро вечер и фала многу што дојдовте на овој вебинар каде што ќе збориме за причините зошто и понатаму си го саботираш сопствениот успех и како конечно да престанеш. Пред да уклучам рекординг, направив одреден вовед што и како ќе се случува. И да новиве и претходни веднаш тоаш многу старо до кај сум со една миграција што правно врска со нововите. А сега можеме да преминеме право на темата за зошто се саботираш себе си, тој сопствениот успех и како конечно да престанеш. И откако ќе ви направам вовед во темата, ќе ви кажам за што е селф-саботажа, зошто го правиме тоа. Кажам го правиме затоа што јас не сум целосно искушок од правилото, значи сите ние имаме тенденција за самосаботажа на одредени моменти. Некој помалку, некој повеќе. Трето, ќе збориме за 5 најчести самосаботажи што ги прават луѓето, кои се 5 однесувања кои што се најчест модел на самосаботажа. И четврти дел ќе ви кажам како конечно да го прекинете тој шаблон преку еден процес од 3 чекори. И на крај, кога ќе престанам да го снимам овој кол, ќе ве поканам да поставувате прашања или да се вклучите во дискусија или да ми кажете со кои делови највише резонирате, кои делови не ви се баш јасни, за кои делови не мислите баш така како мене и така натаму. Океј. Значи, прво и основно тука сте затоа што веројатно повеќе од еднаш што почувствувале како самите сте заглавени во некаков циклус на тама нешто да успееш, тама нешто да ти успее, некако се задржуваш назад. Знаеш дека само уште 2-3 акции треба да направиш за тоа нешто да бидне, но се држиш себе си во место со некакви однесувања. И исто така, веројатно повеќе од еднаш да се нашле во ситуација да започнете нешто со многу возбуда и со многу голема мотивација и во глава си кажете, овој пат тоа е тоа, готово. Сега, овој пат сега кога почнам да вежбам, значи мислам дека никогаш нема да престанам. Или сега ова кога си ја зарадив оваа и оваа дисциплина да се ја задржам заради, не знам, редовно објавување, редовно пишување, ньюслетер или блогови, редовно средување на сите можни извештаи за наработи што ви се што и да е. После извесен период, најчесто неколку дена, работите избледуваат. Пишете ми во чет дали е да ова за вас или не баш. Не слушаме мене некој тука. Добро, ајде, сакам искара, почнете да пишувате. Добро, окей. Добро, повеќето сте, да. Значи, вака, што ќе збориме денеска и што ќе научите? Прво, зошто се самосаботираме и дури и кога многу силно посакуваме да ни се случи некој успех. Второ, како да забележиш самосаботажа пред да почне да ти го уништува прогресот. И трето, еден докажан метод со кој што конечно ќе направиш пробив и ќе почнеш да доживуваш еден убав, конзистентен и одржлив успех. И исто така, денеска нема да биде само за учење, туку ќе биде мојата цел денеска да ти помогнам, да ви помогнам на сите тука што сте, да промените како се гледате себе си и вашиот потенцијал. Ајде одиме сега со прво дефинирање на што е самосаботажа. Самосаботирање е кога несвесно си блокираш себе си од некој успех, дури и кога длабоко го посакуваш истиот. Многу битно тука нешто што го кажам е несвесно. Никој од нас не се самосаботира на свесно ниво. Никој не се буди на сабајле и да се кажа што во ден сега ќе се самосаботирам себе си. Напротив, сите се будат со идејата обратно, Александра се смее. Сите се будат со идејата за обратно. Значи, секој од нас има некаков стремеж и тежи спрема тоа да направи нешто плюс во текот на денот, да постигне нешто плюс и тоа меѓутоа, не се изгуби нешто. Меѓутоа,
на несвесно ниво, ние самите си го блокираме нашиот успех. Никогаш не е доволно само да ги поставиме нашите цели и да се возбудиме околу истите и да се израдуваме за истите и да мислиме дека правите однесувања што ќе не однесат до остварување на тие цели, ќе ни се наметнат сами по себе. Не ни доаѓаат подобри навики само заради тоа што ние сме направиле одлука дека ќе имаме подобри цели. За да изградиме подобри навики и да не се само саботираме од нашите досегашни однесувања, потребна е напор, потребно е свесно терање да правиме некои работи што ни се во моментот надвор од комфорт зона. Доколку не ни беа надвор од комфорт зона, нашите тие цели веќе ќе беа постигнати. Меѓутоа, што имаме цели чии резултати уште ги немаме, имаме некои однесувања со што се уште не ги правиме. Ќе ги поставиме ние целите, не е тоа во прашање. Ќе се возбудиме, ќе доживееме дури почетната мотивација. Океј, и тоа стои. Меѓутоа, ќе само саботираме така што не ги правиме потребните акции што треба, а тоа го правиме на несвесно ниво. На несвесно ниво. Например, тајниот круг, магичен круг на самосаботирањето е следното. Ќе поставиш голема цел, како например, сакам да почнам мој бизнес, или сакам да изгубам толку и толку кила тежина, или сакам да станам попродуктивна во мојата работа, или сакам конечно да направам подобар баланс помеѓу работа и дома, преку тоа што ќе работам многу пофокусирано и после тоа многу поприсутна ќе бидам со моето семејство или моите деца. Океј, тоа е чекоредо. Понатаму доаѓа моментот на чувствување на голема мотивација и направање план во главата, готово. Правам тоа, тогаш, утре вака, понеделник вака, во среда тоа и слично. Третата фаза на овој магичен круг е се јавува страх и се јавува сомнеш. Што ако не успеам? Што ако џабе само се трудам и изгубам месеци и на крај се најдам во истата положба како што сум сега? Кој знае ли какво разочарување ќе биде тоа? Или на некој од нас посесна ми вика, а што ако успеш во сето ова, како ќе се справиш после тоа со се што го носите во успех? Како ќе се справиш со после таа работа што треба да одржуваш? Што ако се измориш? Што ако ти треба одмор? Не оди натака, ту маче, не е толку лошо и тука што сме сега, и така натаму, и така натаму. Тоа е третата фаза. Четвртата фаза е почнуваш да правиш само саботирачки однесувања. Прокрастинација, overthinking, избегнување да се прават некои работи што знаеш дека треба да ги прават и така натаму. И петата фаза во овој магичен круг е завршуваш заглавена, се чувствуваш уште поразочарана од себе, си викаш џабе ова се, значи, тоа може да се случи, овој циклус може да помине помеѓу, како да кажам, помеѓу од понеделник до четвртак, може да се сврти исто. Може да се сврти од почетокот на јануари до крајот на март. Меѓутоа, овие 5 фази се тие кои што доаѓаат до она како се враќаш на почетната точка, кој што пак некогаш ќе треба истите цели да ги поставиш, за да го почнеш целиот овој круг пак од почеток. Тогаш кругот, тоест овој циклус се повторува. Значи, сакам да ми ставите тука во чет на кој од овие 5 најчесто се заглавувате. Значи, првиот беше тоа е голема идеја, супер, ја поставаш како цел. Втората е почнуваш да правиш некоја акција, се осеќаш мотивирана. Третото е почнува стравот, полецка. Четвртото е одиме на прокрастинација, скролање, overthinking, ќе си пуштам 2-3 епизоди од една серија, па после ќе смислам што ќе правам со ова и слично. И на крај последното е тапа се џабе поставаш цели, нит ќе одиш редовно во теретана, нит ќе почнеш бизнис, нит ќе правиш нешто, не важи ништо. Океј, имаме трета и четврта фаза, трета фаза, четврта фаза, последното, страх и прокрастинација, overthinking 4. Па од овие сите, јас можам да ви кажам за мене, дека е кај мене или во третата или во четвртата фаза. Се руши снешкото. Сега. За среќа има што да се прави. Некој пишал се пронаоѓам во сите фази. Знам кој пишал, ма кажувам некој за тие што ќе гледат видеото, не мора да знаат која е.
кој се наоѓа тука на вебинарот. Нека да другиот пат во живо. После имам страв, собност, прокрастинација. Океј, разбирливо. Сега, добрата вест во сето ова е што има работи што можеме да ги направиме. Пред тоа поминаме на тој дел да видиме зошто го правиме ова. Океј. Прво, не се работи за недостаток на волја. Добро? Туку. Секогаш сме во еден од овие фази во циклусот, затоа што нашата потсвест се обидува да не заштити. Океј? Нашиот мозок, секоја промена, дури и убавата, ја гледа како закана, по наводници. Затоа што нашиот мозок преферира познатост, дури и кога тоа не е добро за нас. Затоа луѓето остануваат со години токсични пријателства, токсични врски и на токсични работни места. Знаете вие многу добро дека таа ситуација не е нималку добра за вас. Ама стравот од промената и од непознатото е многу поголем од болката на ситуацијата во која што се наоѓате. Во моментот кога болката од тоа каде се наоѓате сега станува толку неиздржлива, тогаш почнувате да се менувате и наспроти стравот од непознато и наспроти стравот од промена, затоа што едноставно од друга страна по мозокот има тенденција да оди спрема помалата болка. Само саботажата се случува кога нашата потсвест е во конфликт со нашите свесни цели. На свесно ниво, секоја една од вас тука и луѓе кои што исто не се присутни на ова наше предавање што го правиме вечерва. Сите вие, јас и другите, имаме свесни цели кои што се поголеми од овие што се сега. Не можеш да си жив, а да немаш некои цели. Па ја си планираме, што сме, почеток на април, си викаш, во јуни, јули, или август или септември, не знам, ќе отидеме на одмор ваму или таму, па ова ќе биде, она ќе биде, па планирам да дозавршам таа обука, па да си побарам некоја покачување на плата, или планирам да почнам да работам нешто на страна, да почнам да правам 100, 200, 300, 400 евра, па натака да видам можеби нешто друго ќе ми стане главна работа, па ова ќе прекинам да го работам. Па си имате планови дека ќе почнете здраво за храните, дека најмалку 6 пати неделно ќе конзумирате салата и по еден тањер овошје дневно, дека ќе почнете да вежбате и тоа. Значи сите ми имаме свесни цели, на свесно ниво имаме цели кои што се со резултати поголеми од тие што сега ги имаме. Но зошто сите ние не ги остваруваме тие свесно донесени цели? Затоа што нашата потсвест е во конфликт со нашите свесни цели. Сега, кои се трите скриени стравови што стојат позади самосаботажата? Кои се трите скриени стравови што стојат позади тоа однесување што не сами си го правиме и не саботира исклучиво на самите, но никој друг ништо не го правиме лошо. Првото е страв од неуспех. Што ако се трудам или почнам нешто и не ми успее? Овој страх многу природен и многу е колку повеќе луѓе те гледаат што правиш, толку е поголем овој страх. Зашто една работа е да ја кикснеш работата и да се утапаш од високо на ниско, а само ти знаеш за тоа. Друго е кога ќе видат твојата фамилија, твоите блиски, твоите пријатели, луѓе што не ги знаеш онлайн и слично. Колку е поголема твојата изложеност, луѓе да те видат и да те познаат, толку поголема тој страв од неуспех. Баш пред некој ден имав секвенца на сторика што ме прашав кој е број еден страв што ме држи на едно место, тоа местото во кое што сте, и едно од прашањата беше страв од неуспех, многу искрено од некој што си го пишал, ама и реално сите го чувствуваме во одреден процент. Јас го имам истиот страв, не дека јас сум го решила целосно, меѓутоа она што го немам е да ми биде цело време таков страв присутен. Тој доаѓа и си оди. Имам обезбедено систем на поддршка на кој што можам да се обратам и тој страв да ми го направат во, како да кажам, многу мали редуцирани количини. Имам коуч, имам ментор, одам на мастермајнд,
одам уште поново уште една мастермајнд група, случајно се наметна, не планирав, ама така некако успат се деси. Имам неколку другарки што си ги третирам како со нив, например, не живееме на иста географска точка и не се гледаме често физички, меѓутоа една на друга си се третираме како ментори, како коуч, затоа што и оние вматоне работат сличното и може да ги видат моите слепи точки подобро од јас имам своите слепи точки што можам да ги видам. Така што јас лично така го хендлам стравот од неуспех. Вие си знаете сигурно ваши механизми како го хендлате, зашто сигурно и на вас не ви е присутен тој страх секој ден на ист начин. Пишала, гледате кој пишал во коментар, ова е точно. Но, колку е поголема, изложеноста на тоа, колку повеќе луѓе ве гледаат дека правите нешто, што има шанса за успех, толку е поголем тој страх што ако се треснам на земја и сите видат и ми речат ето што се заносуваш вау, нали мислеше дека ќе успее XYZ и така. Во Загреб само ќе ви кажам нешто. 5 години искуство и пројдени стотици луѓе со кои што имам барем разговарано, ако не е работено. Можам да ви кажам дека кога некој така мастрално ќе падне и ќе доживее некаков неуспех, никогаш луѓето не му се смеат и не го покажуваат со прсти, не ликуваат за тоа и не се пресрекни, туку едноставно тоа е само однос на таа особа што се случило со резултатот што го добила и има два исхода, едната за секојаш што кажува и никогаш више не пробува, а другата се затресува вака и се продолжува, се почнува од утре натака да почнува да пробува други начини и на крај со текот на времето да успее. Така што тоа не го менува фактот дека колку е поголема изложеноста за тоа другите да ве видат и дознаат што тоа вие планирате да правите, толку е поголем стравот од неуспех. Овој страв од неуспех води до прокрастинација, до перфекционизам и до прерано откажување. Исто така, има уште еден страв. Првиот беше стравот од неуспех. Вториот е страв од успех. Што ако успеам и како ли ќе го хендлам тоа? Морам да ви кажам едно нешто. А тоа е дека, пак верувајте ми на моето искуство и верувајте ми дека одам премногу често на мастермајндови кај луѓе што се светлосни години пред мене. Не неколку чекори, туку светлосни години пред мене. И можам со сигурност да ви кажам дека како што сите го имаме на некој ниво стравот од неуспех, секој од нас го има и стравот од успех. И ова не го верував првиот пат кога слушнав. Бев на некој предавање, ги редат овие работи и кажува страв од успех. Јас викам, како глупост тоа, страв од успех. Зашто се мачам? Зашто тука толку многу си имам возбудено да работам на себе? Како може да имам страв од успех? Успех е се што сакам, успех е секој што се стремам, успех е нешто што сум убедена дека ќе ме направи посреќна. Како може да имам страв од истиот? Зашто ги правам сите овие акции што се однесуваат кон успехот? Помогу, зашто работам на себе толку многу? Зашто градам дисциплина, затрудам да градам навики на конзистентност? Зашто правам утрински рутини со години? Зашто одам на коучеви? Зашто поставувам цели што се поамбициозни од било кога што сум можела да си помислам да поставувам цели? Како можам јас да имам страх од успехот? Но, сега ви кажам нешто. Ова се потврди, дека јас не сум исклучок од ова правило, тогаш кога почнав да добивам се посилен вкус на успехот, ева така да се изразам. Затоа што кога почнав да го работам, зборувам како работа на себе, не како кариера веднаш што си ја практикувам, туку кога почнав да работам на себе, крај на 2018 година, и кога бев во животна ситуација следна. Значи, имав девојче со посебни потреби, имате и Ана, и почнав да работам на себе со цел да си помогнам себе, на мојата психа, и да помогнам на неа, енергетски, да може колку подобро се чувствувам во текот на денот, со тоа што јас ќе бидам добро, зашто реално кога мама не е добра, никој не е добра дома. И така почнав да работам на себе, со тоа што после некое време видов какви резултати ми донесе тоа и видов дека имам природен талент и пренесам на другите како тоа да го прават и како да го
применуваат во својот живот. Но успехот не ми дојде инстантно кога јас решив дека ќе работам оваа работа. Прво, завршив некои курсеви, некои едукации, па научив некои основни работи околу маркетинг. Па добро, поставив некои канали на социјал медија, нешто колку да се представам себе си, луѓето да дознаат дека јас ја работам оваа работа. Ми пројдат неколку години пред да дојде финансискиот успех. Кој што, заради потезите што ги правев, што ги превземав, правите едукации што ги посетував во право време и слично, од година во година, се повеќе ми се подобруваше и финансиската состојба, и од друга страна, работејќи на себе и учејќи како подобро да комуницирам, како да се креирам самодовербата, како да поставувам граници, сето тоа доведе до поквалитетни односи со луѓето во мојот живот, не само фамилијата, туку и пријателите. Многу луѓе си отпаѓаа, што се вика, по патот, многу нови квалитетни доаѓаа, влегуваа во мојот живот. Значи се подобруваа и врските, ми се подобри дома комуникацијата во бракот, зашто и двајцата работевме на себе, со желба нели пред се на Јоана да ја помогнеме, а потоа да си помогнеме и себе си, и така натаму. И сега почнаа да доаѓаат, например, некои години од 2023 посилно, например, навака, тоа во крај на 2022 до 2023 веќе се посилно, онака, некои поконзистентни, посилни резултати почнав да чувствувам. И во тој момент препознав, тоест видов дека јас имам исто така страх од успех. А тоа се манифестираше така што, например, ќе достигнам нешто што сум го сакала многу, ќе си постигнам 2-3 од тие целите што ми биле на листа веќе неколку години, ќе си кажам, вау, еве го тој момент, еве го мојот breakthrough, не ми се верува дека го постигнав ова, колку сум среќна, ќе си напишам благодарности во дневник, ќе се пофалам на луѓето со кои што ја си комуницирам и што знам дека ќе им биде мило да слушнат и се. И наредните 2 месеци нула од тие резултати. Нема. Ги нема. Луѓето не доаѓаат нови клиенти, не се случуваат нови соработки, не можам да дојдам по мејл до луѓето со кои што инаку доаѓам, не добивам реплај на време и слично. Некако не се дешаваат работи. И кога земав да анализирам зашто, дојдов до дното на тоа страв од успех. И зашто доаѓаше до такви резултати надолни после модерен успех? Затоа што си правев од овие самосаботирачки однесувања. Прокрастинација, перфекционизам, па не добро по overthinking и така натаму, затоа што имав страх од успех. И си викам, добро, зашто имам страх од успех? Зашто? И одговорот беше затоа што длабоко во себе мислиш дека од сега натака ќе треба многу да се мачиш за ова да го издржиш. Тоа за ова ниво да го задржиш. Многу време ќе ти одзима, нема да можеш да проаѓаш доволно време со моа, нема да можеш ова, нема да можеш она. Тој страх од успех го имаме сите на одредено ниво и затоа треба да бидете внимателни со него, а не само со стравот од неуспех, затоа што некој стравот од успех може така подмолно да се засади во свеста и да ви диктира постапките на тој начин што ќе проаѓате од едно во друго самосаботирачко однесување и ќе си мислите дека имате проблем со дисциплина. Ќе си го дефинирате така, ќе си кажете, јас имам проблем со дисциплина, никако не можам да истрам во нешто, никако не можам да дотрам, мора да е до дисциплината. Меѓутоа, малце посложено и подлабоко. Сега, значи, како што кажав, како што стравот од успех и стравот од неуспех наводат кон прокрастинација, перфекционизам, предавање пребрзо, односно откажување пребрзо од нешто што ќе го направиме, исто така тоа наноси до стомневање во себе, до тенденција да играш на премногу мало, на англиски тоа многу подобро звучи, се вика playing small, значи онака се правиш некои многу безбедни варијанти пред тебе и некои многу безбедни цели што знаеш 100% дека ќе ги оствариш и тоа да носи до тенденција да се седиш таму каде што ти е удобно, си направиш да ти биде удобно. Исто така, води до претеран people pleasing, до сокривање, до избегнување на некои однесувања што треба да ги направиме и некои овакво
активности што треба да ги направиме и до тоа да се избегнува било каква видливост, на било каков начин да бидете видливи. Кој од овие, сакам да ми кажете во чет, највише резонира со вас? Значи, ќе ви повторам. Значи, кај искривениот страх, што ако не успее, и што ако успее, и што луѓето ќе мислат ако јас се променам, и така натаму, кој од овие три најмногу вие на вас во моментов пречка? Три. Добра. Така не успех. Како три го кажав, што луѓето ќе мислат ако јас се променам? Добро, првите две, окей, значи страх од успех и страх од неуспех, окей. Добро. Окей. Значи овие неколку овие резонираат повеќе со вас. Окей, страх од успех. Супер. Тие од вас што ќе си го забележат страхот од успех, знаете дека имате стварно многу голем левел of awareness. Затоа што пак ви кажам, јас на прво место немаше никој жив да ме убеди дека јас имам страх од успех. Се додека под лупа не бе воljна да си ги ставам сите можни активности што ги правам и што да ме праша некој добро дошто ова го правиш кога знаеш дека те штети, на крај немаше друг одговор освен да се кажам затоа што реално не сакам да успеам. Реално сакам тука да се седам на ова ниво, на овој степен на заработка, со овие луѓе околу мене, немој да ме носиш таму негде, кој знае што све друго јас треба да правам. Никој не пише страх од неуспех и страх дали ќе ме прифатат другите, дали ќе кажат да на мојот предлог, да и ова многу. Страх од критика е и со третиот, да, страхот од критика е многу реален и е сооднесуван на третиот, на страхот тоа што ќе кажат другите луѓе. Така што, ајде вака се. Одиме на делот да ги разгледаме трите најчести самосаботирачки однесувања. Само се чувствувам некако недоречена. Сакам пред да предаме на овој дел да ви дораскажам еден момент, само дајте ми. Да не ви кажам сега тука на микрофон. Значи, сакам пред да поминаме на овој третиот дел да ги разгледаме кои се трите, кои се петте најчести самосаботирачки однесувања. Да довршам приказната што ја почнам за 2018-2019 година, иако најголемиот дел тука веќе го знаете ова што ќе го кажам. Меѓутоа, сепак може би имаме некои нови луѓе на вебинарот, дефинитивно не знам кој ќе гледа после тоа на YouTube, ако го ставам ова, и да не им биде нејасно на луѓето што и како се случуваше, како одеше како додовме до тука денеска, ја да седам и да имам кредибилитет да ви ги зборам овие работи. Така што, значи, се останува моментот дека аз почнав да работам на себе од 2018 година, низ 2019 да сватам полека дека сакам оваа работа да работам и дека имам талент, да го пренесам тоа ја што го постигнав како резултат на луѓе кои што би сакале да стигнат до точка А, Б, С и така натаму да си ги постигнат своите резултати по кои што копнат. И значи главната цел си ја постигнав при работата на себе, а тоа е Јоана стварно се чувствуваше подобро и полесно и нас не беше полесно со неја затоа што смиреноста и беше на некој многу убаво ниво дојдена. Меѓутоа, како што почнав оваа работа да работам во 2020 година, така нејзиното здравје многу се влоши, кој што секако беше на не многу стабилна состојба од како народена, народена со здравствени предизвици физички и ментални. И отприлика во 2015 година се преселивме во Германија за да им најдеме на мезе подобра здравствен систем и тоа го најдовме, он имаше стварно перфектна нега тука за сите години за кои што бевме, но здравјето нејзино се влоши и на крај на 2020 година таа замине и веќе физички не е со нас. Нејзиното тело повеќе не можеше да ги поднесе тие падови и промени на здравјето што се случуваат. И сето тоа кога помина и слегна, јас не ја изгубив желбата да работам со луѓето, напротив, дури се чувствував дека кога ќе се осетам спремна, дека кога ќе почнам да го работам ова што сега го правам,
дека ќе биде тоа како да продолжувам нејзината мисија. Зашто ние дома со сопругот секогаш збориме дека нејзината мисија е јасна, таа се роди за нас да настави на пат на личен развој, бидејќи ако таа не додеше во со таа форма со која што дојде и сите тие работи што ги донесе со себе, јас не знам дали некогаш воопшто ќе дознам за работа на себе. Тоа беше за мене толку стран концепт. Никогаш не сум слушнала на работа на себе. Што имам да работам на себе? Живеам секој ден, се будам, заспивам измеѓу правам некои работи, како тоа се работи на себе. Меѓутоа, маката на натера да научиме се тоа пореди што значи и како изгледа. И сето тоа што помина меѓу таа 2018 година, 2020 мене ме подготви за тоа што следеше, начинот како се заврши, цел тој момент како таа се приближуваше кон својот крај и во кое ниво на свесност бев тогаш, со каков мајндсет го прво ги причекав вестите дека такво нешто ќе се случи во наредните месеци, бидејќи докторите не предупредија на 7-8 месеци претходно. Второ, со каков мајндсет пројдов низ тие последни денови, со каков мајндсет се кревав во деновите потоа. И како што кажав, значи, не ја изгуби жилбата да работам ова работа и да помагам на жени, конкретно во 30-40 години, да постигнат конзистентност, да постигнат дисциплина, да постигнат правилни навики однесувања кои што ќе ги однесат до остварување на нивните цели. И тоа се сметам дека е нејзина мисија. Затоа и мојот следен програм се вика Јоанина мисија. Па и да ви многу од вас што сте тука, сте веќе приклучени на тој програм и не сум ви кажала на вас за сега зашто него искомунициравме името на програмот, ама има да знаете дека вие сте влезени во програма што се вика Јоанина мисија, што дефинитивно без тоа дете ова денеска немаше да се случува што се случува. И тие 3 години помеѓу 2020 година и 2023 ги искористив не само да работам со вас и да работам на себе понатаму, туку и да се наместам некои работи што на мене ми фалеа во мојот мајндсет, за да се осмелам да станам мајка уште еднаш. И така, лани, ова време од прилика, ни дојде Ноа, кој што уште малце ќе прави година дена и кој што ни ги збогати животите на дополнителен начин, како што до сега беа, нели, збогатени веќе од не само од присуството на Јана, туку многу работи што ние си ги направивме. Еден со друг да не бидат убави. Он дополнително ни го разубави секојдневието и еве сега, значи, преска една особа го вида 5 минути пред да почнеме со состанокот, ми беше тука во Сплит, па го предала таму да го спрема за спијање. Значи, тоа е прилика краткиот дел како се одвиваше мојата приказна. Сакам тука да кажам уште нешто пред да предеме на најчести 5 причини зашто имаме само саботирачко однесување, а тоа е дека пред да ви добавиме вебинар во недела и пред да ви соопштам таму понуда што ќе важи само за тие што ќе бидат над тој вебинар присутни, сакам да поделиме тука каден линк во чат за сите вас со кои што не направивме, уваме си брзо. За сите вас со кои што не успеавме да се сретнеме во прошлиот период, изминативе неколку недели, сакам да си одберете, да ги видите слободните термини, да си одберете термин на кој што ќе закажеме 1 на 1, на кој што ќе можам да вас слушнам. Убаво да ми раскажете кои од сите овие работи што ги кажувам околу 5 работи, 3 стравови, какви саботирачки однесувања имате и слично, што најмногу вас вие, што најмногу со вас резонира, која е вашето од сите овие, која е вашата дрога, која е вашата пијачка од сите овие ствари овдека, за да можам да ви помогнам повеќе и да ви понудам повеќе решенија. И мислам дека тоа многу добро во форма како сега што го правиме, го видов како идеја од мојот ментор, дека да доаѓам спремна со календар линк на кој што имам неколку слободни термини за утре и наредната недела и да можете да се изберете вака средба, отколку да чекаме да ми праќате пораки, а секогаш ми е инбоксот затрпан со пораки после вебинарите или после некој лайв на Инстаграм,
па јас ве прашувам, а кој термин ти одговара, па вие ми враќате, па ми одговара или понеделник во 2, или во среда во 10 со бајле, па јас уште еден во мејл ви прекам и викам, добра, ајде во 10 со бајле, и вака, значи сте кратите момент. Ево и календар линк, изберете си тие што сакате подлабоко да нурнеме во разговор, и конечно ќе ви ги кажам 5 самосаботирачки однесувања, само да прво прочитам коментарот. Значи, моја најнапред благодарност секогаш кога зборам, беше преволна оваа тема, но верувам дека моето прашање во некоја директна конекција со некоја битна страна. Именно што со личност кон мене. Лепдам, имам деловна желба, но немам концентрација, ниту насоченост, ни да почнам, ниту да изреализирам нешто. Фала ти многу, Марина, на прашањето и ќе имаме Q&A секција. Значи, ова предавање ќе трае уште некои 10 минути и после тоа ќе ви оставам простор да поставувате прашања. Можете да ги поставите или вака како Марина во коментар, или може да си ја одмутирате микрофонот и да прашате вака директно да имаме еден краток разговор. И супер оваа тема со ова прашање ќе ја почнеме Q&A секцијата. Океј? Фала ти, пле. Значи, дечки, 5 најчести самосаботирачки однесувања. Првиот е, погодете кој? Какво ли чудо? Прокрастинација. Прокрастинација, односно одложување на важни задачи и чекање на правото време за да ги исполним истите. Например, сакаш да почнеш бизнис, но наместо да го почнеш конечно, ти викаш чекај што ово истражување да направам, чекај што ова, чекај што 2 книги да прочитам и еден курс да завршам и ќе почнам. You get the picture, добра? Второто самосаботирачко однесување е перфекционизам. Перфекционизмот толку многу луѓе го сваќаат како доблест, а тоа е ствари премногу убаво, во многу убаво пакетче завиткано самосаботирачко однесување. Перфекционизмот доаѓа од верување дека се мора да биде без мана, а ако не е вредно ни воопшто да се прави. Од таму доаѓа перфекционизмот. Например, ти можеш да пишеш мејл и го бришеш и го пишуваш, 10 пати пред да го пратиш, губиш време, губиш енергија и по твои критериуми нешто си наметнала дека он треба да совршен, а он веројатно бил совршен уште првиот пат кога си го напишал. Трето самосаботирачко однесување е овертинкингот и исто така сомножот во себе. Овертинкингот посакувам да има соодветен превод на македонски да се преведа, ама не може, ама знаете дека се однесува на ова сум јас, некој пише во коментар. Знаете дека се однесува на личност која што ги мисли, премислува работите и таман ќе донесе некоја одлука и вика, ама чекај да ме подобро се на друг начин и here we go again. Overthinking и самосомнеж се фактички кога анализираме се толку многу што никогаш не донесуваме одлука. Елита вика прекумерно размислување. Да, overthinking е прекумерно размислување, мене што ми звучи overthinking. Еве тука имаме неколку професорки по англиски, па еве нека ме поправа дали премногу пара уши кој ќе кажам вака. Значи вака, пример за overthinking и за сомневање во себе е кога сакаш да го представиш јавно проектот на кој што веќе си сработила, значи веќе е готов, и не го правиш тоа со денови и недели, затоа што цело време си мислиш во себе, ама дали е доволно добро, ама дали е доволно добро, ама да има уште нешто што плюс треба да го докоригирам и така натаму. Четвртиот начин. Некој вика, ова исто јас. Некој се пронајде во сите овие. И ова она може да го слушнам преку поракава. Четврто однесување на самосаботажа е не поставување граници. Кажување на се да, дури на ситуации кои што те цедат, дури правејќи тие работи на кои што си кажала да, ти оставиле нула време за твоите цели и за работите што треба да ги сработиш.
Океј? Например, почнуваш да работиш на нешто свое и ти треба стварно и енергија и фокус и концентрација, што за да си ја држиш храброста на едно место, затоа што лесно може да ти избега кога си на почеток со нешто. Што за тоа што уште учиш, нешто ново правиш, излеза од комфорт зоната и кога ти треба најмногу фокус и внимание, почнува да те збрцкаат. Фамилија, пријатели, константно некој те прекинува. И наместо да го исклучиш интернетот или привремено да ги блокираш сите, па поручак пак да ги додадеш и слично, ти и наместо да си посветиш 3 сати да се работиш тоа што ти требаше, ти е пребитно, што ќе те донесе до остварување на твоите цели, ти на сите ало, со сите се впушташ во муавет, па на некој му се прави муавет 5 минути, на некој му се прави 45 минути, па некој има само што ти каже, само што ти напише, само што да побара тебе, и ти со сите, нели, поред си ги хендлаш како што треба и на крај немаш време да си ги завршиш своите работи. Пош пред некој ден се зезав со некој од мојата фамилија и реков, значи од сега Сабајле кога станувам, сите поредки во блокирам на Viber, на WhatsApp, на се блок и после поручак во 4 ќе го додавам пак назад, што видам да ми треба или мене да ми треба, значи не знам како другачи да искомуницирам, не ме барајте на Сабајле. Посебно ми е сега сладок периодот, например во моментов мојот sweet spot, мојата она сладка точка е на Сабајле, кога ќе исподобршиме тука дома се што треба и ќе го оправиме бебево и значи си оди секојдневието во форма во која што во моментот изгледа на секојдневието и негде или во 9 или во 10, зависи кога станал, моа заспил. Тие 2 сати безпрестанно. Значи, тие 2 сати не да ми требаат и не да ми се битни и не да ми се сладки и кога ќе седнам овдека и кога ќе бидам со нула дистракции, не можам да ви кажувам, не можам да ви опишам колку големо количество на работа завршувам. И ако телефонот ми е на silent или на исклучени нотификации, исклучени овакво, исклучен интернет, јас и да не ги слушам, не гледам нотификациите што стигнуваат, на кој што му текнало, нешто ме прашал, нешто ми пишал, нешто одма не зборам. И од другарките. И значи, стварно доаѓам до идеја да земно ги блокирам сите на кај сум мипал, па може немајам да примерно така на кај 2-3 пак ги долазам дека ги одблокирам, затоа што значи, ако самата не си ги заштитам тие 2 сати, не ги поставам границите, тогаш стварно нема да можам ништо многу да постигнам. Треба. Добро, се уште се согласувам. До сега никој не напише нешто што не се согласува со мене во коментар. Многу добро го погодите денеска. Никој пишал, да, точно. Значи, да сите си тука. Кај мене конечно кажување не, ама кога ќе насетиш дека се лутат, пак се враќаш на да. Да, и тука има еден момент. После ќе го те молам потсетиме ако заборам ова да го адресирам во Q&A, да го збориме во Q&A секцијата, зашто ќе ви кажам нешто околу ова. Во право си тоа дека може човек да се поколеба и на добро поставени граници, ќе видиш дека сите се благо повреđени и увреđени, да почнеш да се враќаш на старо и на она пака е као и тоа пак на своја штета, ама имам и за тоа што да ви кажам. Некој пишува, не ми освестуваш дека ова се случува, затоа не зборуваме ништо спротивно од она што не го. Не освест, добро. Океј, ајде ја врска, тие што ги гледате на YouTube, што да ви правам, што не сте тука сега, овдека е журката, вие после сам ќе гледате. Добро. Сега, дечки, да го поминаме само уште петото самосаботирачко однесување, а тоа е да почнеш јако и наврво после тоа попрестанеш. Да почнеш возбудена заради некоја нова цел, со план, ќе правам тоа, дури да почнеш ден-два да го правиш тоа и после моментумот оди вака надолу и се губи целост. Например, класичен пример за ова е и верувам дека 99% вас ќе се најдете во истото е, се запишуваш во теретана, одиш недела дена, никој више не се враќаш таму, членството си тече, си повлекуваат пари секој месец и после 7-8 месеци да викаш ајде да го прекинам членството, нема смисла вака да плаќам цело време. Кажете, мада се ми испокажате, фала ти што го поделиш еднаш како еден линкот за борив на тогаш, не се самата го изумивиш во моментот. Кажете со сите овие 5 прокрастинација, поставување граници,
overthinking, перфекционизам и почнување јако и одма сопирање, кој од овие 5 највише ви е карактеристичен на вас? Ги вика последното, нека вика прокрастинација. Гледа сите до едно. Сите до едно и ја и ти го правам мовет и ти ми рече, ај не сега, дојди. Тројката, добро, прво и пето. Маја, невозможно да сум сите 5, ужасно, не си. Не си ужас и сите сме во одреден период, сите 5, ама многу доброто во врска со развој и личен развој, што тоа не е рамкава слика, значи не е како слика, како не знам како е сликава да ја земеме, еве секенцавам дека, па да не се менува никогаш, туку тоа е променлива состојба и не се секирате, има начини како ова да се преврти и сега ќе отидеме кон тој дел. Збориме тоа како да направиш пробив и како со овој процес од 3 чекори и се извинувам, да ги надминеш овие самосаботажи и конечно предаш кон однесување кои што исклучиво те носи кон резултатите. Во сите понекогаш, во некоја ситуација, да, се согласувам. Значи вака, многу е важно да, уште пред да го почнам процесот со 3 чекори, да го потенцирам следното. Се надминува самосаботирачко однесување. Бајде тука нито до сега не спомнав нити скролинг, дум скролинг посебно, нити она гледање безброј сати, видеа на рилсови, на TikTok и Instagram и слично и скролање по YouTube и Netflix, да не збориме за тоа колку од нас имате тенденција да иседнете на некоја сезона и цела да лапнете во една вечера, некако збориме сати, сите епизоди изгледани, па другата вечер следната сезона и слично. Да ви кажам, дојдете во Скопје да ве соберам во 4 сат во сабота, нешто да правиме, некоја работилница во живо, кажете, немам време јас. Тоа и да не го не спомнуваме, меѓутоа. Многу е битно и мене тоа лично многу ми помага кога ќе се го кажам следно. Ти, Маја, си мислиш дека кога ќе го прекинеш твоето самосаботирачко однесување, после се другото ќе ти биде само работа, ќе ти биде многу досадно. Ама не е така, Маја. Значи, мојот диалог. Ти не мораш никогаш да не ги правиш овие самосаботирачки однесувања. Само имај доволно временски блокови во денот, до кои што ќе се придржуваш кон работите што треба да ги правиш. Ти тоа, ако го направиш во текот на денот, никој не ти брани. Нити да си поседиш пола саат за мерак на социјал медија, да видиш што се случува, да се позабавуваш едноставно, да видиш што куцаат другарките на чет на Вибер. Кој од вас, пишете во чет, кој од вас има другарки со заедничка Вибер група што има тај да кажувате. И за тоа ќе остане време, и за филм ќе остане време, и за прошетка, и за читање книга, и за не знам, сите тие работи што инаку ги правите кога се самосаботирате. Дури, правејќи ги правилните работи секој ден, толку многу ќе ви бидат вкусни тие работи што спаѓаат во самосаботирачко однесување, што онака ќе ви биде као, супер, можело во еден ден и тоа. Работата што понекогаш вие си мислите дека за да ги прекинете сите тие работи, цел живот ќе ви се претвори од само вежбање строго, правење утреска рутина, во 5 сабајле готово нема измрдување тоа, само тогаш може да се прави работа, готвење, чистење, деца, ова, воспитување и легнување и нула време за себе и нула забава за себе и слично. Не е така. И затоа вреди да го пробате, дури да си ги запишувате овие 3 работи што ќе ви кажам сега. Чекорот од процесот од 3 чекори за како се прави пробив во однесување и стварно да ги направите овие работи. И негде некојаш слушнав дека што е разлика помеѓу бесплатна содржина и платена содржина. Бесплатна содржина како овој вебинар например на кој што покани бесплатно, а платено би било да ве викнам во група во која што треба да платите за да присуствувате. Разликата не е во ништо друго освен во степенот на accountability. Значи, таа систите информации ви ги давам на вас, што би ги дала и во група. Ништо вас не ви задржувам тука, затоа што вие не сте ми платиле. Меѓутоа, кога тука ќе ви кажам нешто, направете го тоа, ви удрам многу мала веројатност дека ќе го направите. Доколку, ако одиме по when you pay attention, и кога си дошла во група и си се обврзала самата себе си дала некакво обврзување за некаков процес за кој што се вложила и финанси и време,
Добиваш домашни редовни и нив ги правиш. И затоа ти доаѓаат резултати од правење. И така сега натирајте со себе си да пројдете низ овој процес низ овие неколку денови, па макар нека ви биде мотивацијата да дојдете другата недела и да ми кажете катастрофа, совет, ужас, све ова правев, џабе изгуби време, Маја, не си фер, ова не функционираше. Еве, тоа ви е челенџот од мене до вас. Значи, прво, не се смепале. Те гледам дека се смееш од прилеска. Само не климаш со главата. Значи, вака, првиот чекор од процесот за надминување на самосаботажа е да развиете свесност и да се фатите себе си на дело. Самосаботажата, сушност, се развива и цвета и зема некаков замав на автопилот. Првиот чекор е да ја фатите што порано. И затоа за вас имам следниве 3 дена домашни. Наредниве 3 дена, без да се критикувате себе си, без да си викате, даве пак сум тапа, видиме и слично. Само заради ваш документ, не треба да ме го пратите. Чисто за вас, запишете секој пат кога ќе забележите дека прокрастинирате под 1 и под 2 го правите оноа што се вика playing small. Playing small е ствари во суштина кога ќе си кажете, окей ми е, а уопште не е окей. Ама мораш така да си кажеш, зашто ако си кажеш ова не е окей, знаеш дека после тоа мораш да направиш нешто да го промениш тоа не е окей. Значи, без да правите никакви тектонски промени во вашето однесување, не знам што се случи, само запишете да видите колку пати ќе се фатите себе си во прокрастинирање и во тоа кога сте playing small, а во себе знаете дека можете многу повеќе. Добро. После 3 дена ќе завршите со еден документ, значи еден ваков лист хартија што ќе биде испишан, кај што ќе видите кои ви биле тие однесувања и тогаш можете да го направите вториот чекор. А вториот чекор е да направите репрограмирање на уверувањето што го носите за таа ситуација. Вториот чекор се состои во тоа да направите shift на тој подсвесен шаблон што го носите. Значи, ако приметите дека прокрастинирате така што сте си кажале во понеделник, среди, петок ќе вежбам, па не сте извежбале. Сте се договориле дека ќе се храните здраво, а тој ден уопште нема ништо здраво на вашето мену. А сте се договориле дека пушите помалку цигари или ќе прекинете цигарите, а си течат таа навики понатака. Сте си кажале утре готово седнувам, го завршувам извештајот, предавам се све што треба, готово завршувам и доаѓа утре и тоа не го правите. Што и да е се наоѓа на тој ваш документ, неважно е. Мислам, важно е за вас, меѓутоа сите ќе имаме различни работи на тој документ, окей? Седнуваш и свесно пишуваш на нов лист хартија одгоре. Од што се плашам? 2 точки и почнуваш да набројуваш. Не од што се плашам воопшто, надали ќе ми дојдат духови ноќес кога дека спијам, значи не зборуваме за воопшто никој стравови, туку од што се плашам? Александра ми се наспаде, значи ми се смее. Александра се вика, леле, кој ќе почне група, кој знаеш, тој ќе не подбере таму секој понеделник. Значи вака, дечки. Пишуваш од што се плашам, во смисла, па затоа сум ги правела овие прокрастинирачки однесувања овие денови. Стварно направете вежбата. Многу е моментот на ќе напишам стори и ќе кажам за да се стекнат добри навики тоа и тоа треба да се направи добро. И следната стори ми пиши ми навика во коментари, ќе ти пратам приличник како да имаш подобри навики. Претходно сум седнала и сум сработила стварно нешто да ви пратам што ако го примените, за неколку дена може да ви даде барем една добра нова навика. И ќе ми изнакоментираат луѓе навика во стори. И таму има, да кажеме, најмалку 4 или 5 акции. Значи, направи тоа. Ја можам да се кладам.
и во пари, што сакате ќе се кладам, дека они само прелетале со очи низ тоа и ниту една не седнала да напише стварно да ги направи, да сработи работата, да сработи на inner work што викаат однатре. Затоа што една работа сега да ме слушате мене, јас да ви кажам, окей, на база на тоа што се приметиле дека прокрастинирате овие 3 дена, напишете да видиме кои се ваши, како да ви го шиптаме уверувањето. Прво тоа од што се плашам. И вие ќе си кажеш, добро, и ќе си попинеш вака, може би 2-3 реченици од одговорот низ глава, или ќе си кажеш, не знам само моментов, човек ќе приде ден, 2, 3 и готово се заборави истото. А во друга страна, еве тоа сум го приметила и например работилните што се случуваат во живот, кога ќе ме притисна некој, ќе ми даде некој промпт вака за джентълмен прајање, ќе ми каже, прашањето е каде сум за 5 години од сега. А колку и да не ќе да ми се замара мене мозокот за тие работи, сите пишуваат околу мене, ја ќе почнам да пишувам и стварно ќе земам со рака да пишувам на лист, излегуваат некои работи од мене што не ги мислам иначе свесно, вака нема да ми текнат ако не ги напишам. И затоа, значи, и да не го знаете сега одговорот, едноставно ништо не видите што ќе се случи. Седни, напиши. Од што се плашам, па затоа прокрастинирав овие денови во тоа, и 2 точки. И тука ќе излезе. Или тоа се плашам дека ќе ми изгасне целата забава, или дека нема да имам доволно време за себе и за децата, или дека ќе треба да вложувам многу повеќе пари за тоа да го исполнам. Пример, некој може да ви каже, дојде на мојот програм, плати ми 2000 евра, јас ќе те научам како да имаш бизнис, од кој што ќе заработуваш после 3000 евра секој месец конзистентно. Пример, не знам, појма, може има некоја таква особа што има такво ветување со money back гаранти со се дека 100% ќе те научи. И ти во еден момент да поверуваш и тоа да ви треба, и тоа да го сакаш, ама следната мисла ти биде да прокрастинираш и тоа што треба да го правиш, зашто може да ти биде мислата, даве, само 2000 евра, сигурно после треба да инвестирам уште 3, уште 5, уште 6 и не ни почнува. Во тој фазон е поставено ново прашање. И исто така, покрај што ќе напишете ново прашање одговор, од што се плашам, па прокрастинирам, напишете што тоа јас верувам за себе, што ме тера да ги избегнувам овие добри работи за правење. Тоа треба да го видите. Кога ќе ги напишете тие работи, треба на друга страна да ги шифтнете во позитива. Не само да ги напишете и да се изнажалите какви сте по карактери, неконзистентни, недисциплинирани, гарант вас нема да ве биде и не знам што. За да направите репрограмирање на вашиот мајндсет, треба да напишете контрамисла на таа. Например, ако имате уверување кое што гласи мора да бидам совршена во се што правам за да бидам успешна, новото уверување треба да ви биде прогресот е многу подобар од совршенот, од перфекционизмот. Зашто така совршено не постои, тоа само ние се перцепираме што е совршено во нашата глава. И така една по една мисла и правите шифт. Тоа е вториот чекор. Третиот чекор, кој што најважен од сите овие, преземање на мала, ама конзистентна акција. Успехот доаѓа од моментум, а не од една направена работа. Наместо да чекате мотивација, земајте мали чекори дневно. Например, ако прокрастинирате во нешто што треба да го направите, седнуваш и викаш, нема да изгинам ако 10 минути го правам ова. Најаваш аларм само 10 минути, ја правиш таа активност денеска само 10 минути. 10 минути е подобро од 0, одич. Ако имаш тенденција да овертинкуваш, тогаш стави си предизвик дека денеска сите работи што ќе ти се најдат на дневен ред да ги одлучиш, дека можеш да донесеш одлука во рокот 60 секунди. Тоа ќе ти биде како игра за тој ден. Ако имаш страф од осуда од другите луѓе, тогаш постирај нешто на социјал медија, дури да не се бавиш со бизнис, дури да немаш работа како јас што имам работа или да немаш некој бренд или нешто, имате сите вие социјал медија, така и сме се нашли да дојдеме во оваа соба. Значи, како ќе го победиш стравот од осуда? Постирај нешто онлайн денеска.
колку да е малечко, нека е 3 реченици само. Помести си ги сама твоите граници на комфорт. И ја сега да ми кажете, вие, например, во чет, како и до сега ще се комуницираме, супер ни оди вака, помило вие да пишувате, него да мутирате микрофон, која е една мала акција што може да ја земете уште утре, која што ќе ви го подобри малку само саботирачкиот шаблон. Ајде. Што уште утре ќе направите нешто, макар мало. Ова мене ми го кажуваше. Да, Паля, тебе ти. Цело време скари само да тебе ти зборува. Не знам другите зашто дошли уопшто денес овде. Ајде пиши ти во чет. Ајде кажи, што утре нешто мало ќе направиш, што ќе биде контра од само саботажа и прокрастинирање. И другите исто. Дали ќе биде тоа еден тренинг? Дали ќе биде, не знам, 2-3 салати да изедете во текот на денот? Да, 3 може би многу, ама 2 може би можеле. Дали ќе биде, не знам, 2 сати да работите без исклучен интернет? Добро, ќе го пополнам фајлот на девојката за маркетинг поддршка. Океј. Ќе направам тежок разговор, се претпоставам. Знам што ќе биде разговорот. Озбилно се да ми кажеш Килок. Едва чекам. Имам замислена пост, може да го објавам. Не, тоа не е доволно силно. Нема може ќе го објавам. Ќе го објавиш или нема да го објавиш? Пенкалово или ќе го кренам или нема да го кренам. Не може би ќе го кренам. Ќе прегледам неколку тестови уште вечерва. Учителке, добро, треба да го направиш. Ќе го објавам. Океј, ајде добро да го објавиш. Ќе чекаме. Аз ќе чекам на Инстаграм или на Фејсбук пиши. На Инстаграм? Ајде те чекам утре и ќе чекам да лајкнам. Да ти кажам коментар, браво што го објави. Успешно довршено домашно. Наставнички. Тоа е и наставничките некојаш добиваат домашни што да прави. Добро. Океј. Значи вака. Да привршим. Не мора да бидете совршени. Само треба да престанете сами да си стоите на патот. И исто така уште еден 24-часовен предизвик имам за вас, а тоа е да одберете една малечка самосаботирачка навика уште утре и ако сакате да поработите кон неј за прво неа да ја надминете, која би била таа? Може да одговарате ако сакате во чет, може да себе да си запишете. Значи, последните 24 сати да се обврзате дека една мала, зашто за 24 сати нешто мало може да се работите. После може да се посветите на нешто поголемо. Ова е нека мала самосаботирачка навика, уште утре што може да престанете да правите, која би била таа? Ке се смелите да ми кажете мене? Па да ви се закашам на врат да ве држам accountable, да ве прашувам, ја прекина навиката, ајде кажи ми. Порака. Пале, кажи ми дали ја прекина навиката. Од саба или навече, истата порака од мене. Пале ме блокира. После за време, знам дека го прекавам затоа и со тебе се закашам тука, знам. Сум со вие што ми ептен постари, ептен што сум више 3 години од дека така не изгледа комуникацијата. Океј. Значи вака си. Ќе прекинам да снимам уште малку. Нема да пуштам ниеден филм, да уклучам тебе. Цел ден утре. Браво, супер. Добро. Јас инаку имам направено пак поново да 3 дена комплетен детокс навечер, значи никаков тип на забава друг не се приштува, кога ќе заспија ново, освен читање книга и евентуално, не знам, да изиграме некоја друштвена игра или нешто, ама 4 дена со 3 дена ние за гледање серии, за филмови и така натаму. Пишува некој телефонот на silent, ќе го ставам и дома, и ќе го оставам дома, а јас там прошетка. Супер. Уште со дана ќе ти види во времето.
направете тоа. Оди малку во природа. И сите вие е вака нешто возможно се изврши во 24 сати да си го поставите да го направите. Ќе прекинам сега да снимам, за да ви возможам да се направиме малку муабет, да имаме Q&A сесија и ствари се што ќе ви кажам после тоа е битно за вас и за тоа што ќе се случува во недела, така да не мора да ви остане на снимка. Само секунда, дайте ми.